Денеска се промовира една од најважните мои книги и тоа е книга која што е посветена на идентитетските јазли во средниот век. Темата е многу актуелна сега, меѓутоа не беше тоа причината да се напише книгата. Всушност јас почнав да ја пишувам уште во минатиот милениум во 1999 година, така што е едно животно прашање и определба се вика многоимените други, Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан и идејата која што стои позади овој наслов е дека во средниот век сите писмени елити во соседството ги гледале луѓето во Македонија и пошироко како други, како различни. Кој што покажува дека тука имаме една специфична категорија која што може да се истражува именно преку таквото негативно гледање и исто така во таа книга се засегнати не сите, бидејќи тоа е една многу голема тема, но клучни прашања како словените и словенството на Балканот, влијанието на една мокна империја како Византија, исто така тука и Бугарското царство. Сите овие аспекти се истражени на најмодерен начин со последните достигнувања од науката и сметам дека тоа е еден важен принос во нашата наука, нешто кое што одамна недостасуваше и нешто кое што е еден чекор напред и после кој што ќе следат уште чекори. Животна определба уште од мал живее во средина каде што дали постојат македонци или не беше спорно прашање, мислам официјално беше негирано во Пиринска Македонија во Бугарија, меѓутоа јас можев да видам дека всушност тоа не е така, луѓето многу од нив се сметаат за македонци и ова роди една љубопитност која што продолжува до сега веќе 40 години и на која што јас посветив целиот живот не со желба нешто да докажам, а со желба да ја откријам вистината, бидејќи именно вистината ослободува и тука е потребна и голема храброст на вистина за сите нас кои што ја барат вистината, бидејќи човек никогаш не знае што ќе најде. Но тоа што најдов мислам дека е важно и затоа го споделувам со нашата јавност. Има секакви самоопределби веќе после толку години на асимилација и на национален инженерик што се прави таму, меѓутоа се уште има голем број луѓе кои што имат македонска самосвест, кои што не ги прифаќаат официјалните наративи, а дури меѓу оние кои што до некаде ги прифаќаат и тие ги прифаќаат на еден специфичен начин, прекршени преку македонското наследство, така што сепак се гледат како нешто различно од тоа на кој што официјално се промовира. Така што тоа е една така наречена контактна зона каде што човек може да наблюдува во живо прекрашувањето на различни пропаганди, на различни идеологии и како традициите се адаптираат спрема сите овие новитети. Вистината е единствено оружје, особено кога сте послаб. Тоа е единственото оружје и тоа треба да биде користено. Една од големите грешки на македонската држава беше што не инвестираше во историографијата воопшто, подведена од пропагандата дека историчарите ги создаваат проблемите и дека ако бидат замолчени нема да има проблеми. Тоа не е вистина, за жал од бугарска страна имаме веќе повеќе од 50 години активна пропагандна војна против Македонија, на која што никогаш не беше вистински одговорено од македонска страна. Македонски историчари беа зауздувани. Видите разликата со македонскиот јазик, бидејќи нашите колеги од македонски јазик не беа зауздувани, а работеа слободно и во тоа се инвестираше. Тоа што го гледаме денеска е дека без разлика на сите обиди од страна на Република Бугарија да негира македонски јазик, таа не успева, затоа што македонската страна си ја завршила работата и овие негации не може да успеат. Но бидејќи македонската историографија беше зауздувана цело време, гледаме дека бугарска страна има одредени успеси и тие успеси тоа не е нешто теоретско, тоа се поминува во нешто многу практично и многу реално како блокадата на евроинтеграцијата на Република Македонија.